Од година в година се зголемува бројот на носење и предлагање закони со европско знаменце или по скратена постапка во собранието. Злоупотребата на алатките за усогласување на македонските закони со законите на Европската унија, власта си ги користи за да си протне закони за кои им се брза или пак оставаат простор за сомнеж за корупција, сметаат дел од аналитичарите. Директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка, Кржаловски, вели дека примерот за законите за Бехтел и Енка, кои ќе се носат со европско знаменце, а се целосно надвор од законодавството на Унијата, е само еден од низата примери каде се злоупотребува знаменцето. Прашање на што се должи тоа едно може да е чиста неинформираност или неспособност на одговорните лица во Министерството, вклучително министрите, желбата за побрзо да се завршат работите, иако токму тоа е спротивно на она што Европската унија е. Постапки, процедури за сите еднаков пристап и третман. И за жал ние сме, особено нашите политичари, се полни уста со Европска унија, меѓутоа кога треба да ги направат работите како што треба во Европска унија, тешко им оди сето тоа, а за жал пак ќе споменам дека тоа дава големи сомнежи и за коруптивни дејности. Тој вели, дури ни председателот Бајден во Америка не го користи своето уставно право за да заобиколи процедури. Оти знае дека треба да се разговара со опозицијата, а кај нас власта како оправдување го користи тоа што опозицијата блокирала. Кржаловски вели, поентата е да се разговара со опозицијата за да се изнајде решение, а не да се заобиколува. Кржаловски дециден, повеќе од половина од законите кои се предложени минатата година не се со редовна постапка. И ние во МЦМ се следиме на годишно ниво сите постапки во собранието за законите и за жал тенденцијата на употреба или би рекол злоупотреба и на скратена постапка и на европско знаменце од година во година се зголемува. Па така во 2022 година дури 60% од законите поднесени од министерствата до собранието се со поскратена постапка. И она што ние особено го следиме, тоа е можноста за консултации со граѓаните, со граѓанските организации, односно поставувањето на тие закони на НР системот, на електронскиот систем за консултации со граѓаните, само во 30% се испочитувани. Законот за Бехтел и Енка, кој власта го постави со европско знаменце, допре и до ушите на Европската унија, кој упатија загриженост зошто тоа се прави. Години наназад меѓународната предупредува за злоупотребата на знаменцето. ВМРО ДПМН долго време реагира дека владата на СДСМ и ДУИ редовно протнува закони, како законот за суди и јавни обвинители, законот за игри на среќа, законот за агенција за разузнавање, законот за опојни дроги и така натаму, кои се со европско знаменце, а воопшто нема потреба за тоа.